Рековте дека ќе отворите 80 дополнителни локации за да им излезете како што велите во пресад на граѓаните. Но всушност отварањето на локации дополнителни е дел од огласите и договорите кои што ги имаат подпишано фирмите за тендерите во однос на електронските картички. И тие треба да бидат извршени до 12 месеци од договорот, од подпишувањето на договорот кој уште е подпишан до 2015 година. Може да одговорите на ова, но тоа ме буди последното прашање, која е фирмата Гентомар, една од компаниите која има добиено тендер за изработка на електронските картички и каде може да ја најдеме оваа? Фирмата Гентомар има учествувано на тендерот кој што се спроведе во 2015 година и ви благодарам што го поставив тоа прашање, бидејќи исто така се појавија многу шпекулации и дезинформации на ова, пак имам можност да објаснам каква е ситуацијата, бидејќи она што го пуштивме како известување до јавноста беше погрешно објавено и спинувано, така да уште еднаш ви благодарам прашањето и можноста да се расчисти оваа ситуација. Тендерот беше објавен согласно Законот за јавни набавки, се спроведе постапка при што се запазија сите законски норми. Добивањето на тендерот беше на електронска аукција со така наречено негативно наддавање, каде што фирмата која што го доби тендерот ја намали почетната сума за 3,5% поени и даде убедливо најдобра понуда од сите останати. Значи, се она што требало да го исполни таа фирма, без разлика дали Гентомар или било која друга, е во рамки на законот, со транспарентна јавна постапка. Точно е дека договорот е на износ од 7.800.000 денари или негде околу 127.000 евра. Меѓутоа, она што сакам да го напоменам е дека во овој период на важност на договорот искористени средства од оваа сума се негде околу 6.300 евра, кои што фирмата ги добива како надоместок за организација и продажба и надополнување кој што го возможува по сите овие продажни места. Во самиот договор се наведени минимум број на локации кои што тие треба задолжително да ги отворат во одреден период, кои што истото го направија, меѓутоа исто така договорот остава можност, доколку ЈСП има потреба, да бараме од нив да се отворат дополнителен број на продажни места, што после сите овие реакции кои што ги видовме, дека реално и треба да има дополнително место, побаравме да се отворат уште 81 дополнително продажно место. Истите треба да бидат ставени во функција најдосна од 1 февруар годинава и продолжуваме на овој начин да го обслужуваме тоа, бидејќи ЈСП Скопје не е во можност да отвори во моментов 80 билетари, бидејќи ако го направиме тоа и не заборавите дека веќе имаме над 50 продажни места, значи збориме за бројка од негде околу 130 продажни места. 130 продажни места дотвори ЈСП Скопје, значи да најдеме 130 локации за кои што треба или да купиме билетари, или да склучиме договори за закуп на одредени локации и за секое продажно место да вработиме по најмалце двајца вработени, тоа би значило негде над 260 нови вработувања за да можеме да го покриеме се тоа. Финансиски гледано, значи со 6.300 евра, значи нема да успееме да набавиме нити една, две или три билетари, а не да овозможиме да имаме над 50 продажни места или во случајов од 1 февруар над 130 продажни места. Благодарам. Значи, претпоставувам дека треба да се обратите во фирмата или во Централен регистар за да најдете. Фирмата не е моја, јас не знам која е фирмата, односно знам која е фирмата, меѓутоа не знам каде се наоѓа или која е адресата на која што можете да ја најдете. Претпоставувам дека податоците во договорот кој што го имаме случајно се наведени. И тоа не знам, не е прашањето да се постави до мене или до ЈСП Скопје. Значи сепак тоа е приватна фирма за која што со ЈСП Скопје соработува. За ЈСП Скопје е најбитно да се исполнуваат обврските кои што се дадени во договорот и сега за сега, значи фирмата постапува согласно договореното, согласно обврските и согласно тоа што сме го побарали. Каде се наоѓа седиштето на фирмата? Ве молам, мислам, можете да го проверите тоа или можете да го побарате, сте пак сте вие новинар.